Само да се снајдам. Добро. Здраво, моето име е Ѓорче Ставрески. Јас сум тука да ви ја представам мојата презентација со име Исцелител порачува, нема лек за вас. Или приказни кои го обликува филмот во деновите кога Маркс се врати. Тоа е поднаслов. Малку за мене, јас сум наградуван режисер на филмови и на реклами, сакам да читам книги, да гледам филмови. Од книга ќе издвојам Sense of an Ending на Джулиан Барнс, а филм Лов на Томас Винтерберг. Инаку сум добитник на награда 13 ноември за математика и за науки, а филмот ми беше така, дојде некако спонтано во мојот живот, бев еден нерд инаку. Секогаш се прашувам кај ми беше паметот кога одлучив да се занимавам со филм, особено со овие сите технолошки големи пробиви, меѓутоа ете заврши во ова едно лудило. Кога имав пари кога снимав реклами, сега сум шворц, тоа е цената што ја платив со Исцелител, со целовечерен игран филм дебитантски. И во Исцелител сум режисер, сценарист, продуцент, монтажер на звук, дизајнер на плакат, на шпица, преведувач, монтажер на трейлер и што уште не. Исцелител имаше 23 фестивали за помалку од 6 месеци, имаме 9 интернационални награди, 14 недели кино прикажување. Фала ви многу. Повторно сме во кино сега. Добивме звездени критики од Variety, Hollywood Reporter, имаме престижен продажен агент White од Париз и премиера на престижниот HBO Europe. Инаку ова прашање често го слушам, зошто сум се уште во земјава, и јас се прашувам, да бидам искрен. Се надевам некои работи ќе се поправат и ќе можеме да живееме поубави животи тука. Првиот дел ќе ви презентирам 3 приказни кои што беа некаква инспирација, да кажам, за Исцелител. Првата приказна на забава со Дарвин. Бев на една журка и со еден познаник зборувавме. Јас имам голема симпатија, си гавам кон сите науки, ми остана тоа од мал. Едноставно голем љубител сум на Чарлс Дарвин, на неговата теорија на еволуцијата и додека дискутиравме, уствари човекот се запрепасти дека јас верувам дека сме настанати од мајмуни. Нормално, јас пробав да се убедам со него, уживам во дискусии, инаку кавгаџија сум, онаков баш сакам да се расправам и направивме некој муавет. Јас сакав да му објаснам дека имаме заеднички предци со мајмуните, не е тоа баш така. Меѓутоа се случи во еден момент да он на сите почна да им кажува дека јас сум верник во теоријата на еволуцијата и за моја живот чудо, повеќето од луѓето, наместо да ме поддржат мене, да речат стварно луд си човекот. Ја мислев едно време, дури ми беше срам за човекот, викам ќе се посрами, меѓутоа уствари излезе дека јас бев тој кој што беше обвинет дека е некоја будала што верува во такви некои наводни теории, па можеби, не знам, пирамидите кои ги направил, како е можно ние да сме ги направиле пирамидите, па не знам, почна за најразноразни работи да ме напаѓаат во контекст на многу теории на заговор. Сватив што значи Македонија и интернет, кога ќе ги спои човек, тие сите теории на заговор си најдоа кај нас многу добро тло. Дојде и до ова. Викам, добро, окей, се повлекувам од дискусијата. Се наметна следниот заклучок кој што го имаше во Исцелител, а тоа е дека требаше да си фатам магла од тука многу одамна. Тоа беше ставено во филмот, многу делови од таа приказна беше во тоа суеверие стаено во филмот. Ќе одам одма на втората приказна, тоа е за македонското здравство или како еден уживател на бурек стана глутен фри. Тоа сум јас. Еден убав сончев ден ме нападна опасни стомачни болки. Имаше едно 8 месеци, имав борба со македонското здравство, сакав да видам точно што ми е нели проблемот.
се случуваше да, ете, тој лекарски марфи, стварно, влезете во некоја болница, гледате 100 врати празни, 101-та кај што има 200 луѓе, таму сте вие наред, тоа е македонското здравство. Дополнително изгледаше сериозно разрушено, човек не може да стигне таму кај што треба да стигне. Меѓутоа, после долги премрежи, стигнаа и резултатите. Тоа е обично тоа што се случува кај нас, нели? Меѓутоа, ја не сакав да прифатам, тргнав понатаму. Например, сакав едно време, слушнав една теза дека има некоја вода што памти, така наречена хомеопатија, дека тоа треба да го пробам, меѓутоа беше многу чудно што наместо од некој хомеопат, тоа го слушнав од докторка, сериозна докторка, која што ми каже дека тоа е најсериозна метода нова која што постои. Ова беше мојата прва реакција. Отидов на интернет чисто затоа што сум, имам некое искуство, математичар сум бил како дете и пробав да видам која е логиката околу тоа и они уствари го раствараат целото тоа, наоѓаат точно што може да те утепа, например некој отров, изимаат една единица од тоа, го раствараат со 99 единици, например вода, и тоа го прават 33 пати. Инаку, кога сето тоа ќе се направи, односот е 1 делено на 1000 вигинтилиони. Тоа е некој број што го најдов на интернет со 65 нули. Значи, тоа е као капка крв во Атлантски океан да ставите. Значи, наречете ме скептик, меѓутоа тоа мене не ми изгледаше као... Меѓутоа бев веднаш нападна дека сум стално, секогаш сум нихилист, дека мора човек малку и да верува за да помогне лекот. Тоа е, луѓе, македонското здравство, значи, еве ќе спомнам уште еден заклучок од исцелител, а тоа е мудроста на Джем, дека само ова може да ви помогне. Достоинство само на приватно. Имаше момент кога се запознав прв пат со концептот на приватно, ги имаме лековите, меѓутоа на приватно и на рецепт. Тоа за мене е еден неверојатно луд концепт. Значи, бев во една аптека и имаше една бабичка пред мене, сакаше да купи лекови и кажа, ги има лековите, ама не се на рецепт. Бабичката имаше некои си 30-40 денари во джеб и многу ми беше блесаво, не можеше да разбере како е можно да ги има лековите, а не може да ги добие. Не можеше да го разбере тој концепт на ги имаме, меѓутоа ги имаме само на приватно. Веројатно се уште беше во рана фаза целото тоа што го видов. И се насолзија очите, беше стварно една срцепарателна сцена. Мислам, лековите инаку беа некои си 100 денари, ја извадив некои 100 денари, ги дадов на бабичката. Надвор ме чекаше кога излегов, ми се заблагодари и се насолзија очите. Си викам, значи стварно сакав да ја прашам, мислам, стварно доаѓаме до дереџа со тоа наше македонско здравство да го губиме достоинството сериозно. Мислам, особено луѓето кои што се безпомошни, кои што имаат проблеми, не живеат достоинствено во круговите на тоа наше здравство. Се наметна последниот заклучок од овие 3 приказни, а тоа е од тетка Рада од Исцелител. Ова е заклучокот. Ќе се префрлам на вториот дел од оваа презентација, тоа е ангажираната уметност, за мене е одење по јаж. Барем во моите очи тоа е една комплицирана работа која што треба човек стварно треба да подразмисли, да разбере на кој начин сака да испорача својата критика во едно дело. Како вовед ќе го спомнам, ќе го искористам, имаше пред неколку дена беше 200 годишнината од раѓањето на Маркс. Многу од светските медиуми, особено западноевропските, американските, го искористија тоа, има неверојатни наслови како Среќен роденден Маркс, во право беше, тоа е на Нью Йорк Таймс. Капитализмот се развива онака како што Маркс предвиде во кварц. Маркс се врати во Foreign Policy. Резимето на сите од нив, на повеќето од нив е дека 30 години по падот на комунизмот, тоа е доволна дистанца со свежи очи да се критикува капитализмот. Нееднаквоста расте, јазот се зголемува и светот е во криза. Ова често го добивам кога зборувам за
Многу често човек кога зборува, кога го критикува капитализмот и одма има некој смарт ес кој што ќе му каже ако не па комунизмот да го вратиме, нема друго, пошто иначе не може да се критикува, нели? Ова е мојот скромен поглед, нели, има многу тези, јас сум аматер, да кажам, човек кој што е загрижен за оваа наша планета и нашето човештво, за тоа се интересирам. Меѓутоа во суштина е сериозна темата, има голема спрега на најразлични позиции на моќ кои што се борат, едноставно секој си се бори на својата страна, ќе ни биде многу тешко да преживееме. Во меѓувреме во Македонија случува ова. Меѓутоа нека не ве лаже ова мирна атмосферичка на Езерцево. Ако имаме еден детал на трските, ако ги видиме, ние се бавиме со посебен сет на проблеми од тоа што го има самиот капитализам, а тоа се бориме со корупција, криминал, партизација, непотизам. Има и малце од тоа на М, за среќа, може да се преживе. Значи, тоа е тоа со кое што во суштина е некаков подтекст на тоа што сакам да го кажам, а тоа е улогата на уметноста, треба да биде според мене еден скриен критичар. Уметноста повеќе поставува прашање, нудењето на решение знае да биде тезично и наметнато. Акција и приказна преферирам наместо некаков лажен диалог. Нормално поентата е да се сокрие критиката во позадина. Меѓутоа има и постмодерна стратегија, а тоа е клин со клин се избива, или на пример Кодар би рекол, напишеа поентата ако ти е толку битна на сред екран, или нека ја каже главниот актер во камера директно. Многу луѓе го преферираат тоа, не е мој cup of tea, како се вика, меѓутоа едноставно и тоа е валидна работа. Само 3 примери. Во Исцелител има една сцена каде што докторот му кажува на Веле, на главниот јунак, Господ да им помогне на болните во оваа земја. Многу се трудев таа реплика да биде колку што е можно, таа реченица колку што е можно скриена, токму поради тоа целата сцена на почеток беше во контекст на тоа какви проблеми имал човекот додека да стигне кај овој лекар и беше испорачана при крај на сцената, меѓутоа и ден денес сум убеден дека е на рап, да речеме на граница да биде премногу очигледна дека е мој став. Значи не е доволно зацкриена. Тука сум некаде, се спремив доволно, се обидов највеќе што може, меѓутоа мислам дека се чувствува мојот став. Скриено или не, ова е број 2. Мојата омраза кон Скопје 2014 е од епски размери, меѓутоа во филмот стварно сакав да го искоментирам Скопје 2014, се обидов во таа една љубовна сцена помеѓу Јана и Веле, каде што си играат со количките. Контекстот е дека нешто спомнал Веле, кое што ја наљутил Јана и она му вика, така и почнува целото тоа, како погрешно мислиш за барокните згради во Скопје, за тоа мислиш дека е погрешно. Значи повторно се обидов на начин на кој што едноставно најдобро знаев, се обидов да го скријам целото тоа за да не звучи како мој став, туку да биде како реплика, како реченица од филмот, од крв и месо. Многу битна работа, криење на мојот став од во некоја смисла треба и филмот, целосниот филм кој ќе го изгледа човек да има еден став на критика, нели, а не да биде реченица по реченица човек да свати режисерот што мисли. Скриено или не, последната работа, македонска работа, не можеш ништо без врски. Тоа беше ставено во една сцена кога чекаат ред во болница, меѓутоа мислам дека најдобро функционира токму поради тоа што главниот фокус е на актерот позади, тој си има негов проблем, чека ред, меѓутоа репликите од надвор, значи репликите уствари кои што ја испорачуваат таа реченица, се во дефокус и се во преден план. И токму тоа мислам дека највеќе функционираше затоа што не дојде од главниот актер или од човек кој што зборува во крупен план напред. Тоа е тоа од мене. Како за крај еден заклучок, пазете се, ставаат дрога во капитализмот. Јас сум Ѓорче Ставрески, фала ви многу.